Почитувањето зависи, како што рековме, од етиката која што ја променуваат, значи од етичките норми. Што повеќе се почитуваат овие правила, толку повеќе демократијата е на повисоко ниво во Република Македонија. Големите политички субјекти од народни државни пари ќе добијат за политички маркетинг 9 милиони евра, а малите политички партии по 8.000 евра, па граѓаните нека заклучат. Работиме по законот, верувам, затоа и не го потпишав овај кодекс, бидејќи овие избори нема да бидат регуларни и фер, напротив ќе бидат криминални, како и секојаш досега. Идејата на државното финансирање, на изборната кампања, на изборниот процес е да се потикне политичкиот плурализам, да се потикне вишепартискиот систем. Тоа значи да се потикне и јавување на нови политички партии. Се обврзуваме да имаме фер, позитивна, коректна кампања. Граѓаните треба да видат, наместо да ги гледаме нашите политички опоненти како непријатели, треба всушност да ги соочиме фактите, аргументите, нашите програмски ветувања. Во таа смисла посакувам мирна изборна кампања, мирен изборен ден. Посакувам дебатата да биде врз основа на аргументи и политики, а не ад хоминем и лични напади, за кои што за жал сведочиме во последниот период. 4 партии и коалиции на овие избори ќе делат 9 милиони евра, а сите останати по 8.000 евра, што ги доведува сите политички субјекти кои што не се во овие 4 партии и коалиции во навистина подредена состојба. Државата не е фер со новите политички партии. Гледате по 8.000 евра, ти не можеш ни во една телевизија да одиш да даваш една изјава, не е фер. Се додека за ваков факт не стојат санкции, се додека за ваков факт не стои некаков вид на казнување доколку не се исполни, тоа се само збир на празни зборови. Политичката партија Аваја очекува дека сиот говор на омраза кон било кој носители ќе биде санкционирано и при тоа најавувам дека нашите набридувачи и активисти ќе бидат постојано на терен. Политичката партија Десна не го признава наметнатото име на државата. За нас името на републиката е Република Македонија. Ја користам ова прилика да ве повикам сите масовно да излезете на избори. Не ни седнав на масата за потпишување на фер и демократски избори. Мислиме дека не се исполнети услови и амбиент за фер и демократски избори со законот за избори